По пауза од 2 години продолжува изградбата на пругата кон Бугарија. Рехабилитацијата и зафатите на железничкиот коридор 8 ќе значат инфраструктурно поврзување на Балканот, но и економски раст и развој на земјите од регионот. Ова го порачаа премиерот Димитар Ковачевски, кој заедно со неговиот колега од Бугарија, Галаб Донев, како и министри од двете влади, представници на делегацијата на Европската Унија, присуствуваа на настанот за продолжување на изградбата. Ќе се работи на првите 2 од 3 делници Куманово, Белјаковце, Крива Паланка. Се гради со финансиска помош од Европската Унија од над 200 милиони евра. Со капитални проекти како овој, нашата држава станува и реална крстосница на Балканот, отварајќи простор за раст, развој и напредок на повеќе полиња. Вчера, следејќи ги вестите на медиумите, многу од нив кога известуваа за денешниот настан, неизбежно беше да предочат дека веќе 30 години, или поточно 28 години, овој проект стои во место. Возот до Софија тргна во 1994 година. И тоа е така. Пругата наречена Надеж, така ја карактеризираат медиумите, е, можам да кажам, сосема прецизна формулација. Свесен сум дека постои скептицизам и јас сум еден од оние кои практично пораснаа со проектот Железница кон Бугарија. Од моментот кога станав свесен за тоа што се железнички коридори, тогаш почна да се гради овој железнички коридор и се уште не е изграден. И знам зошто постои тој скептицизам. Таа недоверба дека некогаш и ќе се случи ова. Системот ни е таков. И тоа на многу места. Јасен ми е сентиментот на граѓаните. И за да можеме да го поправиме, треба сето ова најпрво да си го признаеме, а потоа да се зафатиме со работа. Или во текот на овие изминати 30 години не сме имале знаење, или немало доволна посветеност, или имало премногу корупција, или сите три работи заедно. Бугарскиот премиер рече дека изградбата на коридорот 8 ќе придонесе за зголемување на трговската и стокова размена меѓу Македонија, Бугарија и Албанија. Без сомневање ќе допринесува и за додадена вредност за развојот на целиот наш регион. Во минатите над 140 години се реализираше инфраструктурата која што беше содржина на денешниот коридор број 8, беше желба на многу генерации од двете страни на границата и битно и важно беше да зборуваме за коридорот број 8 во сите негови измерувања и како важен комуникативен кој што обезбеди клучна врска помеѓу Бугарија, Северна Македонија, Албанија, помеѓу граѓаните и бизнисот на трите земји. Бугарија работи активно за изработката на коридорот број 8, предноста за транспортната мрежа, правецот Софија, Скопје, Тирана, Дурак, треба да биде одредено како дел од Европскиот коридор Западен Балкан. Темата за изградбата на коридорот број 8 е предност како за Република Бугарија, така верувам и за сите земји кои се простираат по местото на коридорот. Амбасадорот на делегацијата на ЕУ ГИР посочи дека Унијата е горда што поддржува вистинска стратешка иницијатива со која ќе се подобри регионалната соработка. Иницијатива што ќе помогне да се промовира регионална трговија, да се намалат времењата на патување и да се потикне одржлив економски раст, што ќе донесе голема корист за локалните граѓани и за претпријатијата од регионот. И со тоа практично ќе се помогнат нашите напори за добрососедски односи. Ова исто така е иницијатива што е зелена и ќе ни помогне да се остварат климатските цели и да се намали загадувањето. Сега се Европската Унија, така наречениот тим Европа, Европската комисија и ЕБОР ќе инвестираат повеќе од милиарда евра во проширувањето на железничката линија од Северна Македонија до Бугарија. Ова е убедливо најголемата
инвестиција што Европската Унија е направила во оваа држава. Секако, како што знаете, вклучени сме во многу повеќе сектори. Во секторот на транспорт, ова е само еден пример за залагањето што го имаме од 2007 година наму. Од тогаш над пола милиарда евра се вложени со цел да се подобри транспортната поврзаност во државата. Дами и господа, минатата година прославивме Европска година на железницата. Јасно е дека железницата се враќа на сцена. Таа е повторно иднината. И тоа одржлива, зелена и попросперитетна иднина. Проектот предвидува изградба на железнички станици, стојалишта, тунели и мостови. Изградбата на пругата кон Бугарија би требало да заврши до 2025 година.